Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце. Вечерва гостин во студиото е Јована Мојсовска од Левица. Здраво, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, Јанко, ти благодарам за поканата. Да, би само смирија малку столиците и ела понаваму. Ајде. Да. Прв пат сте на телевизија, прв пат сте во интервју како представник од Левица. Мене ми го вниманието ми го привлековте на Твитер со вашите коментари, ве поканив, прифативте, ви благодарам. Се договоривме дека ќе ги коментираме сите ставови на Левица и актуелности. Би сакал уште веднаш на стартот, кои се ставовите на Левица во врска со моменталнава светска драма која се случува, не знам ако треба посоодветен збор употребете, поточно со руската агресија или специјална интервенција и така натаму и така натаму. Излеговте со неколку ставови од неколку ваши повидни членови кои беа силно критикувани. Па би можеле ли малце едно пошироко ваше образложение како Левица гледа на ова? Така, Јанко, значи ситуацијата во Крајина воопшто не е едноставна да се објасни, сепак се работи за едно комплексно прашање. Ние како Левица, пред се и во нашиот статут сме антинато и пацифистичка организација и ние се залагаме за соработка со сите народи. Конфликтот во Украина, кој за жал ескалира последниве неколку дена, ние го следиме уште од 2014 година. Знаете таму сите тие преврати кои се случува со Мајден протестите и сега мислам само го доживеа својот пик. Ние имавме една реакција, тоест нашиот сектор за економија, каде што стоиме на тоа дека санкциите во никој случај не се решение и дека не ги подобруваат меѓународните односи, баш напротив, гледаме и односот таа, да речем, малтене студена војна која се води изминатиот период меѓу САД и Кина, исто со тие санкции не допридонесува за решавање на проблемот, туку само дополнително создаваат нови конфликтни жаришта. Затоа сметаме дека санкции не се решение. Ние сметаме, се залагаме за мирно дипломатско решение во секој случај и нашата реакција беше во таа насока, дека санкции во овој момент кога како Македонија, која е една мала држава, може да значи голем удар за македонската економија. Сепак, особено нашето земјоделие се уште е зависно од рускиот пазар. Проценката на нашиот сектор беше дека вакви санкции ќе ја чини македонската економија околу 60 милиони долари, кои во вакви услови кај што имаме енормна инфлација, јас воопшто не верувам дека оваа влада ќе успее да се снајде со тој шок допрва што следи. Јас не би сакала да полемизирам многу околу Украина, Русија прашањето, но еве би се повикала на еден американски политичар, Хенри Кисинџер. Сите го знаеме, тој уште во 2014 година. Уште е жив. Да знаеш, 99 години има. Да, уште е жив, али баш пред некој ден читав негова анализа, еве са јас
од моите левичарски гледишта, не го сметам Хенри Кисинџер за некоја добра улога во американската политика, тргнувам од тие гледишта, но дури и тој тогаш наметна една теза дека решението за Украина е статус на Финска, тоа е значи на една неутрална држава. Тоа моментално тој статус го има Финска, односно една соработка со Западот, но без при тоа да влегува во конфликт со Русија. Дури тој во таа тогашна анализа ја оцени европската бирократија дека некоја можда непослушност или такво, би рекла, и наетење со Русија, наместо преговори ќе доведе до конфликт, што и сега за жал гледаме дека дојде до тој конфликт. Јас пак ќе кажам, јас намерно се повикувам на еден Хенри Кисинџер затоа што малце оние што следат американската надворешна политика многу добро знаат дека Хенри Кисинџер беше и дел од тие пучеви во Јужна Америка. Негов беше и цитатот кога беше демократски избран Салвадор Аленде во Чиле. Тогаш нели се инсталира со директна поддршка на САД хунтата предводена од Пиноче. Тој тогаш имаше еден цитат дека не може американската дипломатија да седи настрана додека сведочиме како Чиле станува социјалистичка држава и дека тоа е премногу важно прашање за самите гласачи на Чиле да одлучат за кого да гласаат. Значи, зборуваме за еден таков тип на американски политичар кој дури тој смета дека во овие односи Украина може да биде буре барут и дека мора да заземе еден неутрален статус доколку сакаме еден мирен спор помеѓу, веќе гледаме ескалацијата, условно кажано, меѓу Западот и Истокот. Сведоци сме дефинитивно на еден нов светски поредок. Мислам дека и веќе нема ништо да е исто. Она доминација на САД на кој сме навикнати изминативе 30 години, мислам дека веќе се менува. Русија тоа сака да го покаже. Јас пак ќе повторам, ние исклучиво се залагаме за мирни решенија, без санкции и баш, пошто нели, ние често сме обвинувани за проруски, антизападно, не знам како настроени. Напротив, ние во самата наша платформа ние се залагаме значи за соработка со сите народи. Баш напротив, овие, јас што би ги рекла, прогресивни умови, слободарски граѓани на целиот свет, тие што поставуваат антагонизам помеѓу Западот и Истокот. Ме сваќате, па нужно се што доаѓа од Запад е добро, а нужно се што доаѓа од Исток е лошо. Ние би рекла дека повеќе се залагаме за она традиција на неврзаните, па не е толку одамна кога ти подобро се сеќаваш од мене. Впрочем, и наши работници одеа во Либија, работеа таму на нивни платформи, во сета таа соработка што Тито ја разви со источниот свет. Са иронијата на историјата е подоцна баш наши војници да учествуваат во окупација на тие држави, за жал. Така да, околу Украина тоа би било тоа што сега би можела да го кажам, па да видиме понатаму како ќе се одвива ситуацијата. Па добро го кажавте, мислам дека и се согласувам во неколку сегменти. Не моравме да идеме до Чиле, ја би рекол, ја би ја спомнал Куба, како реагираше Америка кога во кубанската криза. Мислам дека виз верса може да се рече затоа што и овие се подготвува во НАТО влез и интерконтинентални балистички ракети да се постават и во Украина, што е недопустиво, и Америка исто така. Нели, ако не дозволува за Чиле, камоли за Куба, зашто тогаш би била попрогресивна една Русија во тој. А Хенри Кисинџер е тој што успеа и покрај сите негативности да создаде еден баланс кој го критикуваше дека администрацијата на Обама Клинтон го нарушија тој еден баланс у светот и некако тој баланс имаше некој, ама мислам дека кога соросоидиве и овие другиве почна се осилие и почувствува моќ, почна они да ја роварат вака целава оваа ситуација, да наметнат некој нов светски поредок, ама им бега од раце некако. Се согласувам со вас. Не ја поддржавте резолуцијата во парламентот за солидарност со рускиот народ. Би ве замолил само со столицата, ако може поблиску, да не ви се откачи микрофонот. Да. И ако може само се свртите малку навака со столицата. Да. Добро, благодарам. Да. Значи не ја поддржавте резолуцијата.
Таа во дури парламентот. денес Да. стигна, знам имаше најава уште пред 5 дена, мислам, Така? дека ќе стигне, дури денес дојден, претпоставувам заглавила во некои бюрократски процедури, требало да се преведе на албански јазик. Пратениците денес во кратка изјава, поточно председателот Димитар Пасиев изјави дека нема да ја поддржиме резолуцијата, но сепак тоа ќе биде изложено, нашите пратеници ќе имаат своје обраќање на седницата и би оставила сепак они да ги изнесат причините зашто конкретната резолуција Левица нема да ја поддржи. Не излеговте со конкретно сообштение се уште за Не, потоа? па ќе има обраќање пратениците, ќе имаат обраќање во собрание и ќе ги елаборираат подетално нашите позиции во однос на резолуцијата. Господјо или господице? Другарка. Другарке Мојсовска. Добро. Другарке Мојсовска, кажете ми, која е вашата функција во Левица? Па јас сум член на президиумот на Левица. Така? Веќе, па не знам, 3 години сум член на президиумот. Така е организирана Левица, значи кај нас, да речам, извршен екзекутивен орган е президиумот, па доаѓа Централниот комитет како едно пошироко тело и пленумот. Да речам, така е поставена уште од 2016. Иако јас сум да речам, од самите почетоци на Левица, тоа сете, да речам, претходно беше Ленка, како Друштво за социјална правда. Бевте и во Ленка? Јас тогаш бев студент, само поише следев и наблюдував, Така? па и тогаш нели се развиваја повеќе движења струи, имаше протестирам, па од шарените, па во тоа време на владење на Груевски. Па јас некако Ленка, која беше формирана како Друштво за социјална правда, ми беше некако најавтентична опција, дури протестите тогаш која се организира, можеше да се види дека беше автентична Ленка. И имаше голема дискрапанца, значи сите знаеме и на голем дел од тие протести ги гледаме овие 30 годишни вечни цицачи на фондови, па деца на разни привилегирани функционери, после си ги ставија шефови на кабинети, сето тоа малтене како шарената да беше на интервју за работа. Браво. И уште тогаш, мислам, и заради тоа се приклучив кон Ленка, има една анекдота, мислам, нели тоа као не беше дозволено, па да не се носат партиски знамиња, не знам ти шо, и нашите членови од Ленка одеа со црвени знамиња и таа идеолошка вообразба, би рекла, на социјалдемократите, па почна да реагираат, овие од Ленка, веќе Левица бевме тогаш, доаѓаат со партиски знамиња. Мислам, знаете, црвените знамиња за нив беа за овие, да речам, псевдолевичари, да, црвените знамиња. А се декларираат како Левица, да? Па да, они се наследници на комунистите, да речам. Знаете како кај нас најголемите комунисти станаа преку вечер најголемите капиталисти. Така да сето она што колективно беше градено во време на Југославија, преку вечер нивните татковци како директори, председатели на одбори си ги узурпираа. И меѓу другото и веќе мислам дека Левица е стварно еден феномен. Од 2016 имаме учествувано на 3 избори, тоест значи тоа би дошло на на 2 парламентарни циклуси и 2 локални циклуси. И подемот е очигледен. Јас сум малку нескромно ќе звучам, ама ние сме најбрзо растечко левичарско движење во Европа. Ако во 2016 освоивме само околу 11.000 гласови или околу 1% од гласовите, ние во 2020 во еден таков изборен модел што е неправеден и неправичен поставен, освоивме веќе 38.000 гласови, успеавме да влеземе со 2 пратеници, иако со една изборна единица ние би имале 5 пратеници. Така да ние сме наоштетена партија во парламентот, нели, тоа е таа фарса на парламентарната демократија. И свесни сме условите не се фер, ние моментално и во стечај сме, нели, со Евростандард банка, али изгледа така сме навикнати да се челичиме. Па сега, видите, за голема жал би рекла за сороспиите, таму средствата, како се финансираме, ние се финансираме од државното финансирање. 2016 со тој 1% ние добивме и средства, а факт е дека за да може да функционира било која организација потребни се парични средства. Ние не сме идеалисти, па да, јасно е, за да може да се структурира организацијата, потребни се средства и дефинитивно
тој успехот за нас во 2016 беше што освоивме 1% и можевме веќе да имаме некои финансиски средства, затоа што ние не сме поврзани со никој, немаме финансии од никого и тука е, да речам, нашата бескомпромисност, не може никој да не уцени, немаме никаков багаж и можеме многу слободно и независно да делуваме. Сега јас знам дека, знаете, не знам, Конески му ја купи станот на Пасиев, Мијалков му ја купил колата, па сега, не знам, некој Алфа да ти купи, тоа единствена логика има да му ја купи Алфата за да задосни на пленарна седница у собрание. Пошо... Да не отвараме муавети за Алфи. Да не возиш и ти Алфа. Добро ви оди. Не, али мојот парохиски, цел живот му вадам. Доволно со Цитроенот имам мака. Можело и полошо, да можело и Алфа да возиш. Можело и Алфа да возиш. Да не влегуваме увици за Алфа, до крај на емисија ќе тераме. Што сте по професија? Јас сум дипломирана на факултет за безбедност и финансиска контрола. Са не работам по струка, пошто знаете кај Работите негде нешто што? Да, работам, Добро. не работам по струка, пошто така се условите кај нас поставени. Во ред. Зошто влеговте во политика? Зошто Млад влегов човек во политика? Или уште подобро прашање, што не се заминавте од овде? Така, зашо не влегов? Канада, Да. Соединети држави, Русија, Кина. Така. Зошто останавте и зошто во политика влеговте? Па шо знам, јас Ова е искрено- интимно прашање, се извинувам. Не, таман работа. Во политика влегов, па шо знам, јас доаѓам од типично работничко семејство, радничка Да. класа, моите. Транзицијата сите знаеме како сме ја поминали, како што сме и сите во левица генерално. И едноставно така нормално, особено кога си студенти, се јавува некој револт, се гледаш од една страна, ги имаш тие деца на таа црвена буржуазија, кој мислам би рекла дека од самото своје раѓање им се доделени нив позициите, амбасадор, професор, знаете, ние имаме како некоја династија на црвена буржуазија. Секоја ти чест на овие години што го перцепираш тоа. Обично луѓе влагаат у пета деценија, па се свестуваат за видете и себе ова. кандидатите за градоначалници. Цела моја генерација без никакви Така. проблеми, значи дали е тоа завршување школи, дали е тоа вработување на своји деца и така натаму, све идело преку партија. Зошто И не е само преку зошто сме партија. омразени, нели? Па, полот кандидатите за градоначалници беа синови, ќерки на бивши амбасадори, бивши градоначалници. И не е ништо поразлични ситуацијата во парламент. Па јас искрено почнав првично и решив, ајде, секако ќе останам тука. Зашо да ме избркат едноставно од држава, тука ми е фамилијата. И прво почнав као со некои издруженија еколошки, издруженија за заштита на животни. Јас, меѓу другото, сум и голем љубител на животни. Ама гледаш дека таму нема ефект. Значи, против едни вакви, да речам, бастиони, со толкава медиумска, финансиска, политичка моќ, едноставно партија може да врати само на партија, организирана, значи, една организација на ние така и се декларираме како партија на непривилегираните, на опресираните, на она мнозинство кое претходно немаше глас во парламентот. И тука ја видов, јас, например, памтам кога беа протестите тоаш против Груевски, тоаш ако беше против Груевски, беше нели за СДСМ, па во неформален разговор со, да речем, мои другари поддржувачи на ВМРО ДПМН, као ти ако дојдат избори ќе гласаш за СДСМ, и јас тоаш памтам им реков не е точно, за кого ќе гласаш, па ќе гласам која Ленка ќе се трансформира во партија. И најпосле и вистина така излезе. Ние памтам добро 2016 левица настапи исто самостојно на изборите, иако имаше нели тоаш голем притисок. Мислам тоа беше една координирана медиумска хистерија дека мора нели режимот да падне, полошо од ова не може да биде. И имаше голем притисок, знам, и за левица да оди во коалиција со СДСМ, но и покрај тие сите и имаше некој обид за пуч и сето тоа, но сето тоа помина, левица настапи самостојно и мислам ми се покажа, јас бев апсолутно и тогаш уште да се настапи самостојно, затоа што знаете ние не можеме да најдеме компромис со СДСМ, како би рекла нашите мајки се слуги во нивните домови, така да таа наша класна, па би рекла можеби и омраза која имаме спрема нив. И малтене уште тогаш ние кажавме дека пасокизацијата на СДСМ е неминовна,
И тоа се види и на последниве избори. Мислам, СДСМ доживеа еден дебакал и со сета таа и закани, уценување и агресивна медиумска пропаганда, тие доживеа дебакал на овие локални избори. Само што не знам, јас мислам дека за жал тие мене кога ќе ми како уште владе СДСМ, јас мислам дека затоа што странците не би нашле по-послушни вазали од нив моментално. Тие така добро го спроведи и Преспанскиот договор и покрај неуспешниот референдум и покрај јасно изразената волја на народот, така да тие се потполно вазални на диктатот на странците и мислам дека моментално единствениот легитимитет тие ги лечат само директно од амбасадите или ајде да речам конкретно една амбасада, ама да не одиме до таму. Супер ти оди. Вака, да сте на власт. Ке излеземе од НАТО? Ова е... Сме на власт. Левица има власт. Така. Искачаме од НАТО. Само да кажам, можеме да го пририпаме. Знам дека ова е трик прашање. Трик прашање. Често младите кои ќе не видат, имаше сега една ситуација, бевме со Борислав излезени и наш млад подржувач ни доаѓа и му вели на Борислав: искрено да ви кажам, јас не ве гласам ни за проекти, ни за ништо. Јас само се надевам дека кога ќе дојдете на власт ќе ги стрелате. Ова мислам мала шала. Дали да излеземе од НАТО? Видите, сите процеси се менуваат. Ништо не е вечно, ништо не е втемелено во камен. Јас дури ова НАТО хистерија на ниво на религија. Знаете, па зашо ние сме гледале династии и монархии како се распаѓаат. Па едно, не знаеме историјата каде води процесите. Јас не би се изненадила и НАТО поради самите веќе процеси на спротиставеност внатре кои се одвиваат, дека неминовно да се распадне са. Допред некој време па дури Макрон го прогласи дека НАТО е клинички мртов. Па знаете дека Европа сака своја веќе воена безбедносна инфраструктура да изграде. А и Трамп идеше натаму? Па и Трамп идеше натаму, така да јас апсолутно стојам на тоа дека не постојат иреверзибилни процеси, апсолутно се може да се промени. И јас и затоа викам дека овој НАТО фундаментализам е толку да речем и штетен за македонското општество. Тоа некогаш се прашувам, еве овие сите што 30 години што гракаат, нема друга алтернатива за Македонија и сето тоа, дека НАТО како тоа да е цел, значи тоа е ултимативното постоење на Македонија. И па што ако утре се распадне НАТО, што ќе излезат на плоштати ќе прават колективно харикири? Мислам, како тука завршува смислата на нашето постоење. Мислам, ете, ако почнат тие евроатлантски, и ако не постојат евроатлантски, има европски и атлантски интеграции, само кај нас тие се изеначуваат. Тие треба да бидат само средство за борба против криминалот, борба против корупцијата, поголема демократичност. Напротив, ние ништо од тоа не видовме изминативе 30 години. НАТО е апсолутно еден воен сојуз, тоа е остаток од минатото, нели беше создаден во време на таа студена војна со Варшавскиот пакт. И тој мислам дека и стана излишен кога се распадна Варшавскиот пакт, но продолжи да постои на некој начин за да врши доминација, често и со кршење на меѓународното право врз останатите помали народи. И тука и сега можеби тука доаѓа до она дека ако си анти-НАТО, си про-Русија, дури председателот имаше таква изјава. И најнаши гледаме коментари дека леле, откаде ова проруско расположение кај македонскиот народ, но јас повише би рекла дека тоа е резултат на двојните аршини на западната бирократија. Тоест, ние сме често сведоци на лицемерието, за жал, од страна на НАТО и од ЕУ бирократите. Јас може би затоа што доаѓам од Струга, многу подобро се сеќавам и емотивно сум поврзана на некои процеси и многу добро знам колку нас не е коштала ова фамозна НАТО интеграција. На кои процеси мислите? Па еве, например, јас добро се сеќавам за референдумот за територијалната во Струга. Што се случуваше таму? Па јас тогаш иако имав, искрено ќе ви кажам, мислам имав 13 години. И јас се правам малку недоветен. Што се случи? Така. А што е било тоа? Така. Не, јас тогаш имав 13 години, која беше нели Владо Бучковски во Струга и таа струшка ноќ на отпорот. И сепак уште добро се сеќавам, тогаш и за прв пат
Мислам дека се пука гумени куршуми иако беа забранети. Например, во дворот од мојата куќа заврши куршум, тогаш излегува, демантираа дека немало гумени куршуми. Подоцна мислам власта на ВМРО дека ги легализира употребата, тоа уште не беа легални. И се случи, мислам, стварно тоа беше една вечер на искрен отпор. Значи, нели првичните изјави беа се собрале неколку хулигани, па... Ама затоа хеликоптери некако од неколку хулигани мора да го водат. Да, дефинитивно. И, значи, не беше партиски, воопшто не беше тоа партиски, тоа беше еден искрен гнев на народот и мислам дека уште тогаш се надзираше до каде ќе дојде тој процес на засилена етнизација на општеството. Јас се сеќавам, после тоа следеше процес на собирање потписи за референдум. И на тој референдум имаше една агресивна кампања, некои прашања не заслужуваат одговор. И она што беше тогаш, пак ќе кажам, тоа лицемерие на западните бирократи кои веќе создават толку отпор и гнев кај народот, точно на 2 дена пред одржувањето на референдумот се организира огромна прослава по повод признавањето на уставното име. Па тогаш излегува таа цела нивна булдожер дипломатија, дека ако биде успешен референдумот, тоа ќе ги спречи фамозните НАТО интеграции, дека ете Америка ја призна Македонија под уставно име, сега, нели за сега Северна да не приименуваат. Веднаш не приименуваа. Веднаш го прифатија. Па да, али јас сум горда што Република Македонија никогаш не стана дел од НАТО. Тоа ми е доста интересно што левица толку интензивно се залага за идентитетот. Обично левица треба да е панорганизација светска со светски погледи, космополитска, каде што националните идентитети се второстепени, дека луѓето би требало класната нееднаквост во светот да се... Но вие многу силно ги браневте македонското име, македонскиот идентитет. Зошто? Популизам или? Добро, па дека левицата треба да се занимава само со социјална правда, таа е таа пропаганда на постмодернизмот, па више не постојат идеологии, па ајде са сите заедно ќе работиме. Не е така, значи, еден од најиманентните, јас би рекла, македонски комунисти, тоа е Коста Солев Рацин. Тој самиот изјавил дека не можеме да говориме за национално, додека нема социјално ослободување и обратно. Така да не е точно дека левицата, впрочем, оваа држава на крајот својата независност ја кронисува преку АСНОМ, преку комунистичката партија, не знам, дури комунистите за време на Втора светска војна имаат една многу интересна парола, они се борат со паролата Македонија на македонците, земјата на земјопоседниците, на земјоделците. Така да, апсолутно не е точно дека левицата не треба да се занимава со националното прашање. Мене ми е жал што ние мора во сега некои прашања кои беа затворени повторно да ги отвараме и повторно да објаснуваме колку е македонската нација конститутивен елемент на македонската држава, дека со овие процеси веќе се сведуваме на ниво на етничка група, дека ние веќе одиме забрзано кон една федерализација, али апсолутно, ние дури... Што ќе значи федерализација за Македонија? Што ќе значи федерализација за Македонија? Па, откажување на сите идеали за кои се бореле нашите предходници. Така од Гоце Делчев навам? Па, апсолутно. Па и пред Гоце Делчев би рекла. Во однос на тоа национализмот, и хистеријата дека левица е фашисти, значи, јас секогаш кога се разгледува некое прашање, сметам дека мора да се разгледува во историскиот контекст кога се случува прашањето и сите процеси кои му претходели, како се причинско-последични поврзани. Така да ние не можеме да збориме само за национализам и де факто лош национализам. И не можеме да ставаме знак на равенство помеѓу сите национализми. Значи, ние може да разговараме за прогресивен национализам наспроти империалистички национализам. Тоа нас не се случи за референдумот. Дали ние може да го изедначиме, да речеме, национализмот на французите во Африка со национализмот на поребајните народи во Африка. Таа е таа дистинкција која ние ја правиме. Браво. И од кои партизаните меѓу другото, значи и тие биле апсолутно националисти, па Коста Солев Рацин бил, јас пак ќе се повторам, тој мислам дека е еден од ретките кој така извонредно има посветено и цело описание за Хегел.
кој извонредно е имал опишано маката на обичниот работник, нели во неговото описание резултатот, тој има еден добар цитат каде што вели дека работата, рушењето на овие услови под кои работам е далеко попродуктивно отколку условите под кои работам. Така да тој едноставно многу добро ја опишал опресијата на македонскиот работник и земјоделец. Он бил член на комунистичката партија. Не знам дали знаеш дека тој бил избркан одреден период од комунистичка партија затоа што во тоа време отишол кај српскиот бан за да му ја издаде книгата Бели мугри и комунистите тогаш научиле дека отишол кај банот и го избркале од партија еден Коста Солев Рацин. Кога почнала војната, и ова интересна анегдота, тој излегол и се покрил со пепел. Као окей, го признавам срамот, но барем дајте ми пушка да се борам. Така да дури еден Коста Солев Рацин и тој самиот, ако ги гледате неговите дела, па дури еден Блаже Конески, зборувале дека ние мора претходно да ја зајакнеме националната гордост кај македонскиот народ, да го убедиме во неговите сили и да се обедини пролетаријатот во тоа движење, за да може да ја добие националната и социјалната слобода. Така да јас воопшто не би била изненадена сега овие прогресивни анационални или граѓани на светот, па може би Кочо Рацин утре Занив да биде фашист, затоа што буквално кај нас доаѓа до една хистерија да ако знаете како, ако оние кои ги избришаја македонски од институциите, па и оние кои беа амнестирани за воени злосторства, оние кои се поклонуваат пред бугарскиот фашизам, ако тие се антифашистите на денешното време, тоа јас драго би била на другата страна, дефинитивно. Многу интересно имавте излагање, ве оставив, не ве пресекував и навистина бевте вака како водопад и да, пријатно вака за промена. Дека не е ова само празни флоскули кои добро сте ги научиле, вие имате и левичарски институт каде што сериозно ги обработувате овие теми на едно филозофско, политичко, едно попродуховено ниво, така? Така, Левичарскиот институт Рацин, тој иако е поново формирано тело, значи тоа е партиско тело во рамки на самата партија која повеќе ќе работи со младите, значи на нивна еманципација, идеолошка наобразба. Мене ми е драго што првиот настан кој го организира овој институт беше во чест на јубилеот 150 години Гоце Делчев. Се извинувам, многу зборев. Да, и беше убаво и пријатно вака, не морав нешто да ве поддржав. Едноставно ќе ве прашав попрво кај сте до сега на медиум и што не ве прашале. Очигледно дека добро се снаоѓате. Може ли да идеме првин со прилогот за Левичарскиот институт, а потоа да го дообјасните? Океј, ние го имаме, па веднаш после него ќе се надоврземе со разговорот со другарката Мојсовска. Може, супер. Што е за мене Гоце? Едно 2 недели по смртта на Гоце, во еден швајцарски вестник пишува: убиен е Гоце Делчев, човекот што за македонците представува се. Така и за мене Гоце е се. Ама ако треба со повеќе зборови да опишам, тогаш Гоце се морниците што се јавуваат кога и да читам за неговото дело и за неговото сваќање за слободата. Гоце се оние морници што се јавуваат кога и да прочитам како непосредно по неговата смрт во странските печатени медиуми пишуваат: умре Гоце Делчев, душата на македонската револуционерна организација. Гоце Делчев, срцето на организацијата која искрено ја прокламираше македонската независност како своја цел. Гоце Делчев, лидерот што за македонците представува се. За мене Гоце е и бесот што се јавува кога оние зли јазици се обидуваат да пронедат нечистотија таму каде што нема ни дамка. И уште повеќе револтот кога некој се обидува да посегне под туѓото затоа што е почисто од неговото. Зошто ми е важен Гоце? Важен ми е затоа што имаме исти сваќања за слободата. Важен ми е затоа што бил човек кој што откако ќе ослободил Македонија би отишол да ја ослободува Ерменија.
потоа би отишол да ги ослободува сите оние што се покорени. Важен ми е затоа што можел да ужива во лагоден живот како чорбаџија во Кукуш, можел да ужива во благодетите што ги нудел офицерски чин во Софија, а ни на крај памет не му паѓало ниту да биде чорбаџија во поробен роден крај, уште помалку да биде офицер во слободна туѓина и вложил се, па дури и животот, за денес јас и ти да можеме да живееме во слободна татковина. Зошто Гоце Делчев е најзначајната историска фигура? Јас би рекол дури и иконична фигура, не само во македонската историја, туку и македонската култура воопшто. Ако се има предвид фактот дека тој не бил централна личност во најважните собитија во тоа време. Имено, добро знаеме дека Гоце Делчев ја одбил понудата во Софија директно да биде раководител на организацијата. Тој не бил ни учесник, дел од оние шестмина кои основале организацијата во Солун. Исто така, тој бил еден од оние кои што сметале дека востанието е преурането. Тогаш, зошто, од каде централната улога на Гоце Делчев во македонската историја и, кој што реков, и во македонската култура воопшто? Според мене, три се факторите заради тоа што Гоце Делчев го сметаме за великан на македонската историја и култура. Неговата зрелост и неговата завршеност како личност, како револуционер и како национален деец. Имено, Гоце Делчев бил зрел во идеолошка, национална и политичка смисла. Во идеолошка смисла, Гоце Делчев уште од млад се профилирал со идеите на социјализмот, како што велат неговите современици, под неговата перница биле делата на Маркс, Енгелс, Каутски, Добролюбов, Писарев. Во тоа време, тоа биле идеи и личности со најголемо и најпрогресивно влијание во светот. Гоце Делчев учел на тие идеи и ја градал својата идеологија. Вториот аспект на неговата зрелост е неговата национална зрелост. Позната е идејата дека на Македонија нема да се ослободи со никакви други сили освен со внатрешни. Секој што мисли поинаку се лаже и себе си и останатите. Националната свест, националната профилираност на Гоце Делчев во таа смисла била несомнена. И третиот аспект на неговата зрелост е политичката зрелост. Гоце Делчев идеолошката профилираност ја користел само и единствено како средство за политичка акција за ослободување на Македонија. Токму во овие три аспекти се гледа целокупноста, зрелоста и автентичноста на Гоце Делчев како национална фигура. За мене, прашањето на националната самоопределба на Гоце Делчев, на неговата македонштина е несомнена. Она што е прашање за мене денеска е, дали имаме ние таков горостас денес како Гоце Делчев? Оно што го гледам како опасност за војнината е тоа што многумина наши политичари одат на тезата дека наша цел во моментов е да се отпочнат преговорите и да се тргне блокадата од Бугарија и веројатно ако дојдеме до таков момент тоа ќе биде представено како некој огромен и врвен успех, меѓутоа во суштина тоа е само тоа ќе биде моментот на отпочнување на нашата голгота, ако се има во предвид дека има еден куп поглавја во тие преговори, и на крајот на затварањето на секој од тие поглавја Бугарија ќе има одново право да го користи ветото. Така да сметам дека дури и тргањето на ветото од Бугарија во моментов не е нешто што би требало да го прославуваме, особено ако се има во предвид изјавите кои доаѓаат во последно време. Во однос за крај на Гоце Делчев би можел да додам дека тој е една историска личност, една балканска личност, а можеби и европска личност, и неговото дело е пред се македонско, но тој како личност можам слободно да кажам дека припаѓа на повеќе современи држави. Секако дека тој припаѓа на Македонија и на македонскиот народ, зашто целиот негов живот го посветил на слободата на Македонија. Работел во екзархиска школа во ред нека го слави и Бугарија, меѓутоа по таа логика тој имал и османлиски пасош, што значи дека и денешна Турција може да го слави ако сака, нели? Па по таа логика тој е роден во Егејска Македонија, на територија на денешна Грција, што значи дека и Грција може да го слави ако сака, што значи дека станува збор за една голема европска личност, меѓутоа неговото дело несомнено можам да кажам е македонско дело. Гоце Делчев е синоним за слободна Македонија. Човек со широки визии, човек космополит,
не само заради она позната негова изјава дека го замислува светот како културно поле за надпревар помеѓу народите, туку и заради една негова голема мисла. Пред нешто да направиш, потребен е револуционерен ум, односно револуција на умот. Без Делчев денес немаше да имаме оваа Македонија таква како што ја знаеме. Човекот кој што го вложи својот живот за оваа Македонија може да ни биде пример како се делува и во најтешките услови, како може да делуваме и кога мислиме дека состојбите се невозможни и да излеземе од истите. Гоце Делчев едноставно човекот кој што не само за својот живот, туку и после тоа премногу ја задолжи оваа наша Македонија. Гоце Делчев е човекот без кого многу нешта во современа Македонија немаше да бидат возможни. Човекот кој што ја заборави својата приватност, едноставно не создаде семејство, се посвети само на револуционерната борба. Човекот кој што беше помеѓу обичниот народ, за да го просветли, бидејќи секоја револуција започнува со просветлување, со луѓето кои треба да знаат зошто се борат. Без Делчев немаше да имаме скоро ништо. Без Делчев немаше да се појави ни Македонската ослободителна војска која што 1944 година ја создаде Македонската држава. Без делото на Делчев не верувам дека ќе се појавеше брилјантниот ум на Блаже Конески и да го реши македонското јазично прашање. И сите оние што тврдат дека е зеднички, ама подзеднички сметаат дека е само нивен. Нека погледнат во сопствениот пантеон каде се наоѓа Гоце Делчев и нека погледнат после тоа во македонскиот пантеон каде се наоѓа Гоце Делчев. А за нас, за сегашните генерации на македонци и на македонки, доволно е само да погледнеме колку тој човек даде жртва за оваа Македонија и ќе повторам, во невозможното направи нешто да биде возможно, да организира револуционерната борба и тоа против една моќна османлиска војска, опремена со германско оружје и обучена од германски офицери. Делчев, неговата мисла, не само делата негови, ни се денес насушно потребни во овие 30 години независна Македонија, за да разбереме дека секогаш, кога нешто се посакува, може да се оствари. Кога мислам македонец, а не македонче, мислам на Гоце Делчев. Мислам на една стамена фигура во македонската историја, на една високо интелигентна и образована личност, која спротивно на своите лични интереси, го инвестира сето свое знаење, умење, способности, па дури сопствениот живот за доброто на народот и на земјата на кој им припаѓа. Мислам на храброст, мислам на волја, мислам на харизма, на мудрост, мислам на снага. Мислам на човек кој не е себичен и не размислува краткорочно, туку е широкоград и размислува визионерски. Зошто е важен Гоце Делчев? Зашто кога било екстремно тешко и рече се невозможно, тој ја дал целата своја величина за да го разбуди македонецот кај македончињата. Затоа што бил современик на будењето на балканските нации, но истовремено и современик на денешницата 150 години отпосле со својата инклузивност и космополитизам. Гоце Делчев е македонец. Единствено македонец може да го даде својот живот за Македонија. Зошто мене ми е важен Гоце Делчев? Зашто сум македонка. Затоа што јас, по неговиот пример, го инвестирам својот живот, своето знаење и умење во земјата и во народот на кој им припаѓа. Денеска ние македонците славиме раѓање на Гоце Делчев, еден од најголемите македонци, но и 150 години непоколеблива борба на едно име со една единствена цел – национална слобода на македонецот во сопствена држава Македонија. Ѓорги Николов Делчев, Гоце Делчев е роден во Кукуш на 23 јануари по стариот календар или 4 февруари 1872 година.
За неговото образование има напишано многу во книгите, а неговото делување за заштита на македонизмот започнува од мали нозе, ескалира со исклучувањето од военото училиште во Софија поради активности против бугарското кнежество и Османлиската империја. Во јули 1894 година започнува да делува во Македонската револуционерна организација. Од бугарската и отоманската држава е прогласен за сепаратист, борец за национална слобода на македонскиот народ, уникатен и единствен народен македонски учител. Да биде кристално јасно, Гоце водел безкомпромисна борба против мешањето на бугарските власти и челниците на врховистичките македонски комитети во Македонската револуционерна организација. Највпечатливи докази од неговата борба за зачувување на единството од надворешните мешања имала неговата отворена реплика со председателот на Врховниот комитет генералот Николаев, кога го предупредил дека додека неговото рамо ја крепи пушката, нема да дозволи присуство на бугарски офицери во Македонија. Иста цел имала неговата директива во 1902 година за забрана на влегување на врховистичките чети од Бугарија, како и предупредувањето до официјална Бугарија да не мисли за Македонија, туку да си ја чува Бугарија затоа што македонците ќе си ја чуваат Македонија. Гоце Делчев е следен и предаден на турците кога бил на пат кон Конгресот на Серскиот револуционерен округ. Имал за цел да го спречи Линденското востание. Во зорите на 4 мај 1903 година во село Баница Гоце Делчев загинува од турски куршум, но и поради кодошлук. На ковчеđето со коските што било чувано во домот на Михаел Чаков во Софија пишувало: ги заколнуваме поколенијата што доаѓаат светите коски да бидат погребани во главниот град на независна Македонија, август 1923 Илинден. Заветот е исполнет и на 11 октомври 1946 година се пренесени во Македонија во црквата Свети Спас во Скопје. Гоце ја чуваше Македонија. Време е Македонија да го чува него. Нека му е вечна славата на големиот македонец. Го продолжуваме разговорот со другарката Мојсовска. Малку до објаснување ни должите за вашиот институт. Да, Рацин. тоа во прилог што одеше, тоа беше компилација. Фактички нашиот институт Рацин во чест на 150 години од драгањето на Гоце Делчев цела недела организира активности, меѓу кои дел беа видеообраќања од наши иманентни активисти и професори од диаспората. Поентата беше да се обележи значењето на Гоце Делчев. Беа организирани неколку герила активности од нашата црвена младина, преку транспаренти, беа пишувани колумни од наши истакнати членови. На некој начин тоа беше некој наш символичен гест, затоа што институциите, државните институции за жал целосно потврлија во обележувањето на еден ваков настан, што е жално, па ние се потрудивме скромно со нашите капацитети да го организираме. Финалното беше на трибина, насловена како 150 години од драгањето на Гоце Делчев, македонската кауза. Таму гости беа истакнати професори, како професорката Билјана Ванковска, професорот Јован Донев, професор Димитар Љоровски-Вамбаковски и онлайн се вклучи професорот Стојко Стојков од ОМО Илинден Пирин, затоа што сакавме да не се задржиме само на историскиот контекст, туку сакавме во ова бурно време и спорот со Бугарија, сакавме да го фатиме и актуелниот контекст, тоест да потенцираме дека нападот на Гоце Делчев представува напад на митот за постоењето на македонската нација, до тој степен. Мене искрено малце ми беше жал што, иако имаше покана до медиумите, не дојде ниту еден медиум да проследи настанот, а само ние, на конкретниот ден, само ние организиравме трибина, али во секој случај трибината беше извонредна, можеше да се слушне една стварна експертска, историска анализа, особено во денешниот контекст, ке се повторам, и како финално на сето тоа беше организирано и испечативме 150 монети со ликот на Гоце Делчев. Идејата беше да се дадат на заслужни
Граѓани. Ама на шега го Па реков. сега фала на ви. шега, така да Ова тоа е ќе биде, монетата. ова е монета, Со објаснете ликот ми на Гоце малку. Делчев. Значи, ние издадовме 150 монети, ние издадовме, значи, тоа се како... Другарке Мојсовска, прилично медиумски се снаоѓате. За прво појавување и вака млади, морам да признам, ја стварно немам многу работа вечерва со вас. Единствено ми излизгавте ова со монетава. Ме фасцинирав со монета. Да, ме фасциниравте, не очекував. Па, ова беше еден наш, би рекла, символичен гест, затоа што 150 години јубилеј е стварно голем настан. Прашање колку нас ќе го доживеат 200 години јубилеј. Трогнат сум. Не сум Баш ми е изненаден. драго. Трогнат Значи, сум. ќе не викнеш пак во емисија, не морам лично јас. Ме али... купивте со монета, Ме е. купив. Ме Значи, купивте со монета. Не знам како ќе може ова да го ставам во некој фокус, да биде камера, снаоѓај се. Прилично си далеко дека ќе може нешто да фати. Кажете ми малку, мислам, браво за вас. Сваќате затоа што има поголеми партии, локуми прават, нели, за своја пропаганда. Вие издадовте монета со ликот на Гоце. Знаеш, тоа е Делчев. Јанко кај нас таа, би рекла, компаративна предност и некогаш и не им е јасно на луѓе, кој стои позади вас, од каде таа пропаганда или машинерија. Мислам, кај нас искрено затоа што, еве, и поминав неколку изборни циклуси, кај нас сите наши членови се луѓе кои искрено доаѓаат и веруваат во каузата, кои не доаѓаат за ситни лични бенефиции. Јас често велам да си член на левица поише би имал проблеми него што би имал корист, затоа што сите сме имале ситуации кај што наши членови биле бркани од поголемите партии, сето тоа, тој е тој партиски Не бюрократски очекувавме импровизира. систем. Држи го во кадар. Многу ме бендисува. Секоја ви чест. Премногу еден мали ден сте, во а да музеј да влезете... остане. Да, секоја ви... Знаете што? Затоа што пазете, рековте и медиумски. Медиумите не знае, едноставно денеска е политички некоректно во име на ЕУ интеграциите сега да не скориваме джева со бугарите, да не ги изнервираме, па нека кажат што сакаат да кажат, ама ние као си знаеме што си знаеме. Не е баш така наивна работата со Бугарија, мислам. И јас мислам дека не е така. Јас мислам дека и Бугарија, за разлика од нас, многу поспремно и дури таа допрва ќе ваде можеби некои податоци што ги има, кои ќе ги искористи во незини Ке ти ја цели. сликам сега, на Вибер ке ти ја пратам и стави ја у ова. Ништо Да, импровизираме, апсолутно, гледаш, да. двајца луѓе сме тука сега. Вие како левица функционирате, значи. Во живо. Ама го имате ентузијазмот, тоа е битно. Така да, дефинитивно ние сакавме да обележиме дека во ова време кога се негира буквално сите елементи на македонската нација, дека има некој што го обележал постоењето на Гоце Делчев. Самите знаете, Бугарија дури во чест на јубилеот, државата таму издаде монети со ликот на Гоце Делчев. Кај нас институциите дефинитивно... Македонска кауза. Сега ќе ве караат зошто не е северно-македонска. Северно, да, по политичко коректно. Да, Дефинитивно. жално на што Па спаднавме. да, и тука се гледа дека кај нас за жал некако, јас можеби еднаш бев груба и напишав на Твитер дека за жал кај нас интелигенцијата секојаш била во џебот на окупаторите, почнувајќи од чорбаџиите, па понатаму и Втора светска војна, и некако и денес ги гледаме нели сите академски со чест на исклучоци, грото од интелигенцијата е мислам дека потполно вазано на странските интереси, па и не е ни чудно што Македонија како држава е конституирана дефинитивно преку организирање на работничкиот народ, значи преку самата борба во Втора светска војна, каде што грото кој учествувал бил сиромашниот народ, затоа што дефинитивно тоаш Македонија била полуфеудален систем, грото било сиромашно население, така има една мисла од африкански активист, каде што вика буквално дека интелигенцијата која е одгледана од умот на колонизаторите не голема опасност за едно општество, па мислам дека во овие моменти на присијот овој молк на цела таа интелектуална авангарда која би требало да биде, најдобро се покаже во спорот со Бугарија. Дури мене ми е малце лицемерно, па сега ги гледам као малце пробудени, па нас не ни треба Европа по секоја цена, ќе ја донесеме ние Европа дома.
А јас многу добро се сеќавам во 2018 кога и ние го тврдевме истото пред промената на името, ние тоаш бевме обележани за ретроградни сили, фашисти, дека нема друга алтернатива освен неу, дека нели апокалипса. Уште слободарското граѓанство сериозно ве прогласува за фашисти на Твитер и така натаму. Ама не допира до народ, тоа е некое локално така. Па да, како тоа е 10-15 души на интелектуално некое натегање. Реално они немаат ни пристап, таа нивна надменост и ароганција, никогаш они немале ни пристап до обичното население и секојаш ти ја гледале со некоја надменост, како знае, сиромашна и не бањата раја, што би се рекло, пошто нели знаете кога си нивните деца се студираат на престижни институти платени од парите токму на таа сиромашна небањата раја. Треба да се вратиме на темата Бугарија, а пред да се вратиме, само ја малку ќе си дозволам да ти одземам од тоа и да прозборам некоја работа што е надвор од ова. Кога велиш она додворување, нели, све се согласувам, само да влеземе во ЕУ, ќе се откажам од ова, ќе се откажам од она. Ја во 103 работев и бев директно вклучен во оној процес кога се создаваше музиката од Анастасија пред дождот, музика која експлодира исто колку и филмот. И сега ќе ти кажам дека они, Горан Трајковски, кој ти е тој има Стружанец. Не е стружанец, туку има учено во Струга, во средно. Роден е во Велес, иначе струженец. Да знаеш и се декларира како струженец. Мене ми е фамилија станат. Затоа што пееле на македонски, затоа што свиреле изворно македонски и црковно македонски, имаа повеќе концерти и повеќе настапи и повеќе беа ценети и подобро беа платени од што сите наши уметници, автори заедно. Свето тија цени автентичноста, те цени кога си тоа што си. Ова го знам од прва рака, оти го гледав. Ги гледав тие, знаеш како, он пее на македонски, завршува Горан, во Италија штама. Публика ништо не разбира. Како завршува штама, имаш 15 секунди, штама, ништо. Овие мислеа, утнавме, нема реакција. Стоечки овации 10 минути. Значи ги допрело. Ги допрел македонскиот збор, ги допрел македонскиот мелос. Тоа редици беа после за интервјуа, за да... Значи, и странецот на овие што им се додворуваат, не те цени кога обидуваш да му пееш негова музика, негова песна, он ти ја цени автентичноста. Он која ќе дојде пак овдека ќе ти го сака тавче гравчето, а не хамбургерот што ќе му го. Исто и во политиката. Затоа не ценат. И јас се извинувам што си земам за право. Мислам дека не ценат затоа што многу лесно се откажуваме од своето. Вие немате свое ја. Па дури и нашиве националности, албанци и турци и срби, викаат, вие премногу лесно се продавате. И во право се. За жал. Идеме со Бугарија. Велите дека е многу сериозна ситуацијата со Бугарија и дека сме на раб да изгубиме многу неповратно. Од друга страна, овие глумат дека тоа е некоја византиска и троштина, све нека овакво ќути, да влеземе и после нашето, ама не е така наивно. Не, дефинитивно не е наивно. Само морам да се вратам затоа, баш тој контекст што го спомна дека дури ете да речеме и странските дипломати не ја ценат таа екстремна вазалност. Јас тоа баш го искоментирав сега со Никола Димитров, која буквално остана или без функција. И знаете са, факт е дека он беше 30 години удар на тупаница тука на политиките на една амбасада Малтени на сиот евроатлантизам. Се сретнавте? Што ти рече? Мјау. Ја извија, мјау, сега, пошто беше мачор, лавиште, вау, сега, што е мјау? Нели, домат дипломатија. И сега, знаете, кога и тој остана извисен, Малтене се покажа она што и вие го рековте, дека знаете, дури ако ти така се лесно се откажеш од својот народ, не е проблем ти утре за утре да се откажеш и од странските наредботавители, би рекла. И затоа мислам дека
сега еден по еден ќе ги пуштаат низ вода, затоа што тие немаат идеали. Мислам дека нивниот главен идеал е да изградат кариера низ бриселските ходници, преку распрчување на сеше македонско. Од Охридскиот договор не научија дека сите што го подпишаа? Па се малте не пуштени низ вода, дефинитивно. Некои не преживеа. Дефинитивно. Во однос на Бугарија, мислам, тој е наш конзистентен став, дека ние сме за прекин на преговорите, апсолутно, дека ова влада нема ниту легитимитет да преговара, значи таа не дојде на власт за да преговара за идентитетот, за јазикот, и мислам дека фрапантно и сето тоа се одвива за затворени врати, нели, и цело време ги има некои такви фрази, флоскули, дека не е загрозен идентитетот, што многу потсека на она изјава за референдумот на бившиот премиер Зоран Заев, дека на граѓаните ќе им е непријатно ако знаат зашто гласаат. Сега Малтене Бујар Османи изгледа сака да ни порача дека на граѓаните ќе им е непријатно ако знаат зашто преговараме. Јас така би го толкувала ова. Апсолутно ние сме за прекин на преговорите за влез во Европа, дури ако ги гледате изјавите кои доаѓаат од грчкиот премиер Мицотакис, нели тој исто не е задоволен со Преспанскиот договор од некои нивни поедовни позиции, и тој сега експлицитно си најави дека при отварање на поглавјата некои точки кои не биле доволно протуркани со Преспанскиот договор, сега Грција ќе ги искористи за нови уцени врз Македонија. Така да ова со Бугарија би дошло исто. Јас мислам дека има две опции. Малтене се најавува нов анекс или договор во однос на Бугарија. Тоа го најави Бујар Османи. Нели тука и влегувањето на бугарите во уставот. И колку што го слушнав министерот за надворешни работи, тој кажа дека тоа нема да биде брзо, тоест треба да се обезбеди двотретинско мнозинство во собрание. Нешто може би пак налик ќе гледаме, па ќе гледаме странски амбасадори низ парламентот како собираат, како стока на пазар 81 пратеник. Мада верувам дека сега, за разлика од тогаш, нема така лесно да го изфалшираат тој процес. Ете, сега има и пратеници на левица кои јас верувам дека ќе искористат сите средства за да не помине уште еден квинслишки договор. Или другата опција која исто се наметнува во јавноста во однос на Бугарија е таа нивна резолуција усвоена во парламентот да стане дел од преговарачкиот процес, од преговарачката рамка, што исто е едно погубно, не знам како да кажам, апокалиптично сценарио дефинитивно за Македонија, затоа што во таа резолуција малтене целосно се негира македонскиот јазик као дијалект или на бугарскиот јазик, па таму стои бришење на фашистичкиот окупатор, бугарски фашистички окупатор од сите споменици, стои исто и ревидирање на учебниците по историја и по географија. Тоа е едно флагрантно мешање во внатрешните работи. Орвел 84-та, изменување на историјата. Со амин од Европа овој пат би рекла, затоа што Европа е само наблюдувач во сиот овој процес. Така, но знаете како, во оваа ситуација кога интервенцијата се случи на Русија во Украина, малку на шега насмеа, ама морбидна, беше од некои бугарски политичари кои твитна дека па е шанса зошто и ние вака сега да не направиме со Македонија. Колку и да е смешно, тоа е сериозно, затоа што на ха-ха хихи почнуваат работите. Нели Македонија, ако е под капата на НАТО и ако влезе во ЕУ, ваквите работи, Македонија ќе може да се заштити од евентуални утре, затоа што види, првата Балканска војна е 2,5 100 години, така што такви историски процеси кога се војувало за ова парче територија можат да се повторат. Македонија на ваков начин може би имала некаков имунитет. Така, па не, јас не мислам дека Бугарија има толку сила и таја самостојно е некоја закана за Македонија. Јас сметам дека Бугарија само се искористува затоа што факт е дека Европа не сака проширување, не сака да си наметне уште едно бреме, една ваква корумпирана, според сите извештаи, држава да ја земе на свој грб. Тие мислам дека се изгореа и со приемот, нели имаше експедитивен прием на Бугарија и Романија во Европска унија и во НАТО, и тоа беше повеќе чисто
геостратешки за нели да го Русија да не амортизираат влезе. руското влијание и сега и тие одвај ги менаџираат, така да јас сум убедена дека ако европската дипломатија сака да ја види Македонија во Европска унија, тие одма ќе најдат решение, мислам буквално како Продолжи да збориш, гледачите бараат да ја видат монетата, додека Добро, вие говорите, ја ако. имаме на екранот, нека ја Супер. видат, иако Нема нема да проблем. биде муабетот продолжете. Јас ќе се потрудам ние издадовме само 150 монети, ама стварно имаше интерес. Луѓе ни пишува континуирано Јас сум дека сака некој да ја купат. нешто во 149 во Така, држава. така, Фала ви на така. честа. Да, мислам дека стварно е еден убав символичен гест. Направете вака, па ако ништо друго, ако има народ заинтересирано, користете ги парите за Само финансирање. за само финансирање или повеќе за институтот за зачувување, затоа што името на Гоце Делчев никој не смее да го спомне денес. Да, дефинитивно, нели во име на евроатлантските интеграции. Пак Се ќе надевам сведува ќе на ве тоа. поканат у друга телевизија, па Северна Македонија ќе ве коригираат, па Гоце Делчев ќе подголтнат, ќе го стичуваат микрофонот. Тоа За е жал. реалноста. Таа е дефинитивно за жал реалноста. Еве, а сега додека говориме за Бугарија, имаше еден настан, мислам тоа е, сакам да потенцирам колку е импотентна нашата дипломатија и значи тој да речам повампирен бугарски неоверховизам кој повторно се јавува речиси и да изостанува од било каква осуда во нашиот дискурс пред неколку недели председателот Румен Радев се поклона, мислам дека, сега не сум сигурна дали ова беше прво негово поклонување, во Софија има споменик на жртвите од комунизмот, помеѓу тие жртви на комунизмот кои се изгравирани имињата, има повеќе, меѓу другите се и тогашниот премиер на фашистичка Бугарија Богдан Филов и министерот за надворешни работи Петар Габровски. Жално е што, мислам и скандалозно е, што тие се токму, да речем, архитектите и извршителите на Холокаустот врз македонските евреи. Значи, говориме за едни такви ликови. Од друга страна, значи, ниту еден бугарски политичар не е дојден и да го посети мемориалниот музеј. Од друга страна, еврејската заедница во Македонија громогласно молчи за сите овие прашања. Заради партиски клиентелизам, за жал. Да, за жал. Дефинитивно. Па немаме ни и од еврејската заедница, се извинувам, дефинитивно изостана реакција. И сакам да кажам, мислам, колку овие работи едноставно така се протнуваат, нема никаква осуда, ама нели црнокошуљашите од левица се фашистите на нашето време. Јас мислам, ние се соочуваме со едно едно амнестирање на фашистичкото минато, на еден ревизионизам на историјата. Се сеќавате на изјавата на Заев пред 3-4 години, не, пред 3 години предпоставувам дека се веќе се избришани од 20 спомен табли бугарски фашистички окупатор, сега стои само фашистички окупатор и тој наметна една многу опасна теза, што јас мислам дека се обидуваат полека да ја протнат, затоа што не се ни скандализира, речиси да освен таква една неорганизирана, спонтана, од обичниот народ реакција, ама што не е, да речам, институционализирана реакција. И тој тогаш рече дека, да, и Бугарија била на почетокот, бугарските власти била дел од пактот, но потоа и таму се организирало антифашистичко движење, као тоа било само еден мал период, знаете, и потоа се релативизирање на историјата. Од друга страна, например, не знам дали си имал прилика, имаше многу добар извадок од мемоарите на генералот Михајло Апостолски, каде тој токму ја побива оваа теза и самиот тврди дека, нели, дури за време на тој Отечественски фронт, дека и тогаш наидувале на саботажи од страна на 5-та бугарска дивизија, па дури тој самиот има сведоштва некаде пред Велес, каде дури бил револтиран од односот на бугарската војска, кој и тврди дека наместо да војуваат со германските војски, тие повторно војувале со македонските војски. И кога ги начекал, тоа било некаде пред Велес, дел од војниците на 5-та бугарска дивизија, како наводно чекаат да одат Скопје да го ослободат, тој само им рекол, нема чете се, Скопје е веќе ослободено. Иако уште се воделе борби за Скопје и дури самиот пишува колку бил револтиран додека
слушал на Радио Софија како петата бугарска дивизија учествувала во ослободувањето на Велес, а тој самиот тврди бугарските војници не ни знаат како изгледа Велес. Мислам, буквално има една анегдота во книгата, тој го начекува бугарскиот војник и седи пред реката Пчиња. И вика демек што правите тука, еве чекаме мост да се изгради за да го ослободиме Велес. А викам тогаш во реката Пчиња имаше вода до колена максимум. И тогаш им рекол као вратете се сите назад. Така да апсолутно е јасно дека бугарските власти институционализирано, значи не збориме за некои неорганизирани маси, туку самата државна власт која има политичка моќ била дел од фашистичкиот пакт и тоа е таа теза што сега се пробуваат суптилно да ја наметнат повторно во име на EU интеграциите и затоа јас мислам дека и сега сета таа фрапантност, па не знам, председателот Пендаровски е благо шокиран дека кај нас паѓала поддршката за евроатлантските интеграции. Јас мислам уште лани читав една анализа, тоа беше на американскиот, па тој престижен институт Галуп, каде што имаше повеќе истражувања за повеќе држави за поддршката на дворешната политика на САД. Во Македонија процентот изнесуваше околу 45% дека не ја одобруваат политиката на САД, што е малтене речиси пола од населението, значи тоа не е воопшто бројка за подценување и Македонија беше издвоена како топ 5 држави кај што има најмногу пат на поддршката на дворешната политика на САД. Другите, мислам, беа Турција, Иран, Камбоџа, тие држави, што дефинитивно повторно е резултат на тие западни двојни аршини кои ние постојано ги толерираме. Бидејќи руското влијание е нула овде. Нема агенција, нема новинари платени, нема ништо. Но автобусите за излекување Рачиново 2001 конфликтот, нефер одлуките кои они ги протежираа овдека, кои не донесоа релаксирање на потоа понижувачкото преименување. Види, другарке, ја по проамерички тип живот нема. Јас сум роден со американско знаме. Да, ама не можам кај распадот на Југославија. Не можам да се согласам со одлуките на Deep State или на ова ново компонована соросоидна политика која ни светов, каде што ултимативното демократија се гледа само низ призмата на геј правата. Па чекај, во рете, тие сме живееле у некаков баланс, но кај сме ние, кај си ти? Една демократија подразбира се, а не исклучивост на се, а апсолутирање само на едно мислење. Мислам, добија сила и врз основа на таа сила мисла дека се во право. Како Твитерџи. Знаеш, имам 12.000 следбеници, значи јас сум во право. Тоа е таков онтолошки пат, кој после која ќе љосне, тоа е страшно. Едно е да си интересен, едно е да имаш реална поддршка. Затоа и паѓаат овие работи. Македонскиот народ не ги мрази американците или не се согласува со овие наместници што ни ги праќаат, кои идат по некакви си агенти, пола Европски парламент е наплатен список и со што сакаш после какви одлуки тоа да се носи. А овдека е дочекан на црвен тепих, како ни една земја. Интересно. А во однос на тоа што рече баш околу странските амбасадори, мислам дека факт е ќе остане таа слика на американската амбасадорска Брнц со 8 пратеници од ВМРО. Значи, слика на Соканческа со Муковски со Тацела. Се извинувам, јас Не, нема проблем, потполно ве разберам, затоа што многу зборам. Затоа што не мора да ги даваш монетите во рете. Благодарам, Реже. Затоа што се работи за работи кои не ги прават генерално. Инако, ако сакаме на почеток на 20 век, кога Македонија и македонската револуционерна борба немаше никаква поддршка, Лигата на народите од Соединетите Американски држави со најголемите интелектуалци даде поддршка за независноста на Македонија. Сега, каде е таа Америка? Каде исчезна тој интелектуализам? Каде исчезна принципите на Обединетите нации за самоопределување, за лично определување, за религиозно? Правите, значи, тој се слагам новиот светски поредок кој се обидува и Америка. Затоа и Америка е во страшна криза.
затоа што она се обидува да си ги задржи корените, ама други сили почнуваат да владаат. А не дека Америка е негативна или Така. ја не можам така да го перцепирам. Ако сакаш па најголемите работнички движења, најголемите синдикални движења од Америка пристигнаа, не пристигнаа од Исток. Интересен, знаеш како вика еврејската, да дае Господ да живееш у време на промени. Овие интересни времиња животот ни го скратија. Знаете како вика, има само урамес да цитирам и по некој комунист, има така една изрека на Ленин, као има децени кога ништо не се случува и има денови кога децени се случуваат. Баш така. Баш така. Јас мислам сведочиме стварно еден интересен период, особено на меѓународната сцена, затоа што факт е дека ниту една држава не е изолирана, ние сме под влијание на сите геополитички движења што се случуваат околу нас. Не знам, моето искуство ето во парламент е дека ние, знаете, кај нас како парламентарната демократија е да е сведена на само добивање на зелен картон од странските амбасадори, се додека не ги актуализираш евроатлантските интеграции, ти си подобен за во парламентот. Како тоа е едно такво едноумие, значи ние немаме ниту дебата колку ја чини Македонија овој евроатлантски пат, почнувајќи од 90-та натака. Каде е тука демократијата? Значи, ние имаме, нас не обвинуваат за фашисти. Тоа се 50-80 илјади гласачи на последните избори, да речеме, гласа за левица. Тоа се сите фашисти. Од Како друга стоите страна, со Сириза? Па немаме комуникација со Не? Сириза, они се Чисто- социјалдемократи. А иначе социјалдемократи. имаме комуникација со кого левичарски имате? движења, ама тие се како помали левичарски движења во Грција. Јас сум била и на некои нивни кампови, сум била и во Лерин на еден левичарски камп, таму нормално се македонци. Се сеќаваш дека кога дојдоа тука и самите тие грци кога полагаа цвеќе на споменикот на децата бегалци? Тоа беше неверојатно, ама малце оние порадикални струи. Грција има капацитет за демократија сериозен. Па, знаете како, ти има и хунта, мислам, инсталирана, тоа е, ама и тие валја затоа што ако говорите со Грци, они ќе ви кажат дека кај ни фашизмот никош не победи, нели? Таму како што Ама комунистичката демократијата дозволи партија, фашистичка партија. па се враќа кралот од екзил и нели тоаш. Иако интересно мислам дека Прилично сте ги интересно млада сте, а сте ги проучувале овие историски книги, учебници. Го завршивме муабетов, сега Така. го затварам со себе Доволно доволно. беше, така. Покажавте голем капацитет вечерва. Доволно е. Следниот пат ќе ги... Иако интересно ми е дека прилично сте ги проучувале македонската историја, вака доста цитиравте некои книги, некои класици, па некои понапредни. Добро, ние сме марксисти, учиме од процесите на историјата. Фала ти, Јанко, за поканата. Имам едно прашање од гледачите, смеам да ви го поставам? секако. Дали сте мажена? Да речам во сериозна врска, ама јас пак се надевам дека гледачите ќе гласаат за левица. Фала ти што еднаш, Јанко. Шега на страна, ви благодарам за гостувањето и се надевам дека ќе се видиме во некоја друга прилика. И јас се надевам, па може би некој наш друг член. Имаме Секако. и добри момци, Да, девојки. сум чул некој си, како се викаше тој? Апасиев. Другарот на Гиш. Другарот на Гиш, да, поише по Гиш го знаат. Поише по Гиш го знаеме. Ама, Поздрави го. Ќе го поздравам и мора да ти кажам дека, кога му кажав дека ќе гостувам, тој ми рече, па после долго време првпат ќе гледам една емисија на телевизија. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.